Гордана Гоџо, председател на Сдруженијето за заштита на човекови права од нас за нас Скопје. Во овие моменти нашето здружение се зафати со образложување на новиот концепт за образовни реформи предложен од Министерството за образование и наука и веќе и усвоен, за жал. Што точно направивме ние? Откако Министерството го објави нацрт концептот за образование, уште пред нова година, декември, ние детално го прочитавме концептот и се фативме за еден мал дел од него. Имено, оваа образовна реформа предвидува многу небулозни по мене реформи, како например спојување на повеќе предмети во еден, или пак отфрлање на нашето историско минато, македонско. Меѓутоа, она што ние се зафативме како здружение да го образложиме, е еден дел кој што во концепцијата вели родово сензитивните содржини ќе се изучуваат во секој предмет каде што е тоа можно. Концептот прави разлика помеѓу тоа дека сексуално образование се воведува во училиштата како изборен предмет во 9-то оделение и ние немаме никаков проблем со тоа, се додека не ја видиме наставната програма, нели? Можеби и таму нешто не штима. Меѓутоа, она што властите не го кажуваат е дека родово сензитивните содржини кои се дел од сеопфатното сексуално образование, значи внимавајте, правам разлика помеѓу сексуално образование и сеопфатно сексуално образование. Значи второво е концепт кој што на светско ниво најмногу го промовира така наречената International Planned Parenthood Federation или ИППФ, чија членка е нашата невладина организација HERA. Истражувајќи понатаму, кога сакавме да го разглобиме нели концептот на родово сензитивни содржини, што тоа значи, во позадина дојдовме до сеопфатното сексуално образование и истражувањата не наведоа кон тоа да откриеме дека уште 2010 година HERA има направено една рамка за сеопфатно сексуално образование, па исто така имаат некаква декларација за сеопфатно сексуално образование. И преку тие документи тие сугерираат на институциите да се внесе концептот на сеопфатно сексуално образование и во образованието. Во 2019 година наидовме на документ, значи ова се јавно достапни документи, подпишан помеѓу, односно овој документ што го најдовме е известување од страна на Министерството за образование и наука до генералниот секретар на влада, дека прифатен е предлог концептот на HERA за воведување на сеопфатно сексуално образование во училиштата. Што сега значи сеопфатното сексуално образование и зошто ние кренавме паника околу тоа? Истражувајќи ги меѓународните искуства, бидејќи еве кај нас го нема, дојдовме до сознание и не само меѓународни искуства во одредени држави каде што веќе е воведено, туку и документи на УНЕСКО, замислете, УНЕСКО, кој што ги предлага овие концепти. Исто така го проучевме и прирачникот за обука на наставници за родово сензитивно образование, веќе е изготвен. Значи, нашите наставници летово веќе имаат обука за родова сензитивност и тоа од едукатори од HERA. Истражувајќи ги овие документи, дојдовме до сознание дека всушност она што нашите деца ќе учат е дека родот е независен од полот. Полот е биолошка категорија, меѓутоа родот е социјална категорија. Родот се одредува врз база на вашите мисли, вашите чувства, вашата сексуална ориентација и така натаму. Значи, едноставно, вие можете да си го одберете родот. И замислете, во моментов на системот ЕНЕР, каде што се поставуваат предлог закони, во процедура е предлог законот за матична евиденција. И од него може убаво да се забележи дека, да, ќе
се воведува поле род и кај нас и ќе може секој да си го одбере родот без доказ за хируршка интервенција. Значи, буквално, како што претходно кажав, може би еден маж се чувствува дека е жена и тој ќе може во матичната евиденција да си го запише својот род дека тој е жена. Или пак може би е трансродово лице, може би е интер, може би е квир, значи не знам навистина овие букви LGBTIQ+, така се нарекуваат, нели, припадниците на таа маргинализирана заедница, како што сакаат да кажат, кои што цело време кажуваат исто така и дека се дискриминирани и си ги бараат своите права. И па сега видете, ние се прашуваме, ако тие си ги бараат своите права, што е со нашите права? Така ли? Значи, тие се не само што ја наметнуваат својата идеологија по улиците, правејќи некакви паради на гордоста, туку сакаат да ги индоктринираат нашите деца со таа идеологија од најмали нозе. Согласно Уставот, согласно меѓународни декларации, родителот има првенствено право да го одбере образованието на своето дете. Во нашиот Устав е тоа запишано. Да не зборувам што Уставот не разликува род. Дали ќе го менуваат и Уставот, се прашувам. Значи, во моменти кога науката не е единствена, ние го прифаќаме тоа, иако последните 5-60 години се променети овие работи, меѓутоа и ве велиме, науката не е единствена, струката не е единствена. Во такви случаи мора да постои право на избор. Не може родово сензитивните содржини да бидат предмет на задолжително образование. Едноставно не смее тоа да се случи. Што точно, како тие тоа го замислуваат? Значи, во сите предмети велиме. Па секаде ќе има некакви наставни единици каде што ќе треба да бидат опфатени теми од родовата идеологија. Например, во математика ќе имате задача се играат 5 трансродови дечиња, 3 женски, 2 машки, колку вкупно. Или пак, не знам, во македонски ќе имате лектири кои што ја промовираат хомосексуалноста. Нема да биде пепелашко, пепелашка ќе биде пепелашко. Значи, веќе постојат такви книги. Или како што велат некоја Силени Фрчковска, вели време е за првата квир лектира. Емили Ратајковски, некоја си инфлуенсер која и да е, мислам дека некоја манекенка со македонско потекло, вели моето дете само ќе го одбере родот. Значи, се остава на децата од најмала возраст да го одберат родот. Не само што родителите тоа го прифаќаат, некои родители и така ги насочуваат своите деца, меѓутоа и во училиштата самите наставници веќе така се обучуваат, голем дел од нив велат нема шанси јас ова да го предавам, што е ова и така натаму. Меѓутоа, да бидеме свесни дека тоа е веќе осмислено и секако дека би имало притисоци, предпоставувам. Ако ништо друго, наставниците имаат таргет, имаат цели, значи детето треба да научи тоа и тоа, детето треба да научи што е род. И така натаму, значи одредени цели кои што детето мора ги научи и наставникот едноставно мора да ги предава тие единици и мора да има и тестови со такви прашања. Значи неизбежно е, не е еден предмет, па да речам ќе го игнорирам, не е изборен, па нема да го одберам. Во сите предмети ќе биде застапено. Сега наред е од септември прво и четврто оделение, значи наставната програма ја менуваат за прво и четврто оделение. На Бирото за развој за образование веќе се објавени, не се објавени детални наставни програми, меѓутоа насоки се објавени и таму може да се забележи дека родовата рамноправност е елемент во сите предмети. И сите ќе ги отворите и македонски, физичко образование, се што ќе отворите ќе видите дека треба да биде застапена родовата рамноправност.
Некој пат се поигруваат со поимите, некаде велат родова рамноправност или родова еднаквост, ги си играат со нив. Меѓутоа, она што сакаат да ве наведат да мислите, кога властите ги објаснуваат овие работи, и дека всушност се работи за полова рамноправност. Па така родовата рамноправност ви објаснуваат со тоа дека зошто да ги учиме девојчињата да работат само женски работи, зошто да во текстови да не биде дека, не знам, девојчето е возач на трактор, да речеме, или дека момчињата се играат балет, а не кошарка. Значи, сите тие работи треба полека да се променат во наставните содржини. Откако ние како здружение ги разобличевме овие теми, овие поими, навистина многу пишувавме на темата, така јас велам докторски дисертации направивме со релевантни извори на информации нормално. Се случи да имавме навистина еден пост кој што достигна голема гледаност, највеќе заради контраверзните слики кои ги објавивме, а сликите беа превземени од искуството од Србија. Значи, таму народот го спречи воведувањето на овие содржини пред неколку години, сега повторно се обидуваат. Меѓутоа, тие веќе имаа изготвено учебници. Ние ги најдовме тие учебници и навистина може да се забележат контраверзни слики, како например момче бакнува момче, девојче бакнува девојче и така натаму. Кога ја објавивме тој пост, каде што секако наведовме дека тоа е искуството од Србија, меѓутоа, некој тоа не сака да го чита или не знам како да кажам, МОН се огласи, односно министерката Царовска, дека тоа биле лажни вести, дека тоа не било во Македонија. Ние никогаш не кажавме дека тоа е искуство од Македонија. Потоа се појави и Хера, невладината организација Хера, која што кажа дека доколку Сдруженијето од нас за нас не се извини за тоа што ние сме измислувале дека родово сензитивните содржини се задолжителни, дека ќе ни поднесат кривична пријава. Ние се извинивме саркастично со тоа што им рековме, само еден мал пример, се извинуваме што се грижиме за нашите деца, се извинуваме што ја разоткривме целата идеологија и така натаму, навистина едно саркастично извинување. И потоа тие објавија дека ни поднеле кривична пријава. Јас не знам навистина, бидејќи не сум известена од обвинителство. И не само тоа, на многу наши постови на нашиот Facebook профил од нас за нас, вистинометар ни ги мереше постовите, вистините во нашите постови и исто така тие цело време се фаќаат за тоа дека сеопфатното сексуално образование не било задолжителен предмет. Ние стоиме на ставот дека родово сензитивните содржини се ќе бидат застапени во секој предмет, а ова е многу јасно наведено во концептот предложен и усвоен од Министерството за образование и наука. Ние секако пуштивме и коментари на нацртот, на концептот, меѓутоа не бевме повикани на таа јавна дебата, за да ги образложиме и усно нашите аргументи. И потоа, некако магично се усвои тој концепт. Така што секој ден се соочуваме со притисоци и еве со некакви си закани за кривични пријави и не знам што, меѓутоа ние сме упорни, знаеме што знаеме точно за што станува збор и сме решени дека мора да ги заштитиме нашите деца. Сега би сакала да ви кажам и еве што друго направивме. Консултиравме странски експерти, бидејќи кај нас навистина ретко кој веќе имаме еве некакви најави од стручни на темата луѓе, кои што сакаат да пишуваат, сакаат да објавуваат, меѓутоа навистина нивниот број е мал. Стапевме во контакт со доктор Мириам Гросман од Соединетите Американски држави, со 30 годишно искуство во педиатријата и исто така специјалист по детска, адолесцентна и психијатрија за возрастни.
Жената има работено на еден од најпрестижните универзитети во Калифорнија, во кампусот, и таму се има сретнато со над 2000 студенти со кои што ги разбрала овие проблеми и им помогнала на многумина од нив. Доктор Мириам Гросман ни направи чест, со неа имавме вебинар во 2 дела, темата беше вистината за родот, и неколку елементи се значајни да ги издвојам. Таа вели вака: кога ја положував Хипократовата заклетва, мислев дека ќе се борам со опасни болести, а не со опасни идеи. Тоа многу кажува. Понатаму, жената вели: доколку и во вашата земја се воведат овие родово сензитивни содржини, знајте дека на дечињата ќе им биде кажувано. На момчето ќе му биде кажано од најмала возраст: ти можеби не си момче, можеби си девојче. На девојчињата ќе им биде кажано: ти можеби не си девојче, можеби си момче. Тоа е индоктринација, луѓе. Од најмала возраст децата да се учат на такви работи, понатаму веќе психолошки што се случува со нив. Искуствата од земјите велат дека после воведувањето на вакви содржини во училиштата, а инаку невладините кога ова го промовираат велат дека се работи, нели, прво за рамноправност меѓу мажите и жените како пол, а понатаму за заштита на децата од абортуси и од сексуално преносливи болести. За жал, податоците покажуваат сосема спротивни факти. Откако овие содржини се воведени во училиштата, бројот на клиники кои што никнале како печурки за промена на полот или родот е навистина голем. Бројот на дечиња кои што менуваат пол е огромен. Возраста е неверојатна. На 4 годишна возраст, ова се податоци од Обединетото кралство, пред неколку години, имате 3 дечиња кои што на 4 годишна возраст посакале да го променат својот пол или род. Тоа е фрапантно. Статистиката убаво покажува дека до кај 17 години расте бројот на дечиња кои што сакаат да го сменат својот пол. Веќе од 18 години паѓа. Мене тоа ми кажува дека децата кога се веќе повозрасни, веќе подобро ги перцепираат работите. И не е туку така дека нешто тој може да направи. Меѓутоа, кога децата се мали до 17 години, па вие навистина можете да влијаете како сакате на тој мозок и да го наведувате како сакате. А на крај да добиете бизнис. Позади сето ова, за мене, стојат парите и бизнисот. Зголемен е бројот на абортуси, наместо намален, зголемен е бројот на сексуално преносливи болести, наместо намален, и еве, овие клиники никнуваат како печорки. Децата им ставаат пубертет блокатори, оние дечиња кои што сакаат, решиле така, донеле одлука, тој не смее да гласа до 18 години, меѓутоа смее да си го смени полот, нели? Им ставаат пубертет блокатори, хормони, тоа се исто така, инекции, скапи, кои што родителите треба да ги платат. Сега тука имате една интересна работа, правата на децата, нели? Значи, ако вашето дете утре ви каже: мамо, ако е момче, јас сакам да го сменам полот, да станам девојче, и вие не се согласите со тоа, вау! Вашето дете може да се сврти против вас, да си ги бара своите права. Имате разноразни вакви организации каде што тие може да се пријават, да кажат што се случува дома и тие едва и го чекаат тоа. После тука има напад на родителите, како тоа не им дозволуваат на децата, децата мора да го добие, детето мора да го добие тоа што го сака и така натаму. Темата е навистина многу комплексна.
Исто, еве преска кога кажав за нападите, заборавив да споменам сега на парадата на гордоста, која што по втор пат се одржа во Скопје, на транспарент го ставија и моето име, во крајно недоличен транспарент. И во однос на парадата сакам да кажам, најпознатиот хомосексуалец од Бугарија, Евгени Минчев, вели вака: тој е човек во одело, значи хомосексуалец, кој што не се облекува во женски облеки и така натаму. И тој воопшто не ја поддржува LGBTIQ заедницата на овој начин како што тие сакаат да бидат прикажани. Тој вели: зошто ви се тие паради на гордоста? Што покажувате со тоа? Каква гордост? Што вие всушност барате? Зошто самите се нарекувате маргинализирани? Зошто самите велите дека сте дискриминирани? Па самите вие тоа го правите. Кој плаќа за вашите паради? Кој плаќа за ѓубрето вие што го оставате после парадите? Значи, има навистина хомосексуалци кои што не ги поддржуваат овие движења и овие политики на LGBTIQ заедницата, да не зборуваме за воведување на сеопатното сексуално образование во образованието. Како воопшто дојде родовиот идентитет во Македонија? Тоа е интересно. Има една така наречена Истанбулска конвенција, ја викаат, која што во Македонија е подпишана 2013 и е ратификувана 2017 година. Значи, гледате, не правам разлика меѓу една или друга влада. Гледаме дека во континуитет се случуваат овие работи. Уште од 2010 година кој да бил, не знам. Значи, сите се согласни со сето ова што се случува. Ѓорги Иванов предупреди на опасностите од оваа конвенција, меѓутоа на крајот сепак беше подпишана. Истанбулската конвенција ја нарекуваат конвенција за заштита на жените од насилство. Ако следите деновиве, нели и Турција излезе од Истанбулската конвенција, па го нападна Ердоган, му направија немири. И наводно обландата е, нели, дека жените немаат права и тоа сега нема да се грижат за насилството врз жените. Не се работи воопшто за тоа. Во самата Истанбулска конвенција нема никаде да најдете чудни работи. Се е супер. Меѓутоа, има некој еден документ што се нарекува објаснувачки извештај кон Истанбулската конвенција, кој што воопшто не е ниту преведен на македонски. И во него точно се наведува што всушност се подразбира под род и родов идентитет. Значи, како што кажав, родот е независен од полот. Родот е социолошка категорија. Родовиот идентитет е она како вие се чувствувате во моментот. Значи, можам сега фигуративно. Утрово сум момче, до вечерта сум девојче. Или сум транс, или сум би, или не знам што. Значи, родот е менлив, флуиден. Тоа е моја определба, моје чувство, моја мисла. И ти не смееш ништо околу тоа. Во ред, луѓе, правете што сакате, подалеку од децата. Сега, имаме и држави, членки на Европска Унија, бидејќи властите исто милуваат да ни кажат, да не искористам друг збор, дека ние сме обврзани да ги почитуваме тие конвенции, и нели, иако не сме членка на Европска Унија, и мораме да ги почитуваме и така натаму. Не. Членки на Европска Унија излегоа од Истанбулската конвенција. Значи, ја имаа прифатено, па излегуваат. Турција е сега последен пример. Турција во март најави, а во јули веќе стапи на сила. Од 1 јули стапи истапувањето од Истанбулската конвенција. Унгарија е таков пример. Исто така деновиве беше актуелен новиот закон што се донесе во Унгарија, на кој што кога министерот го прашаа новинарите, ама сега вие како тоа, што правите, Европска Унија ќе прави проблеми, тој само им одговори на новинарите: а вие го прочитавте ли законот? Дали разбирате дека законот ги штити децата од педофили до 18 години? Тоа е ние што го направивме со законот и ништо повеќе. Полска исто така е пример
на држава членка на Европска унија, која што има ратификувано, па има излезано од Истанбулската конвенција. Значи, долгорочното решение за Македонија е да ја напушти Истанбулската конвенција. Тоа е единствено долгорочно решение кое што еднаш за секогаш ќе го реши проблемот. Што и да ви кажуваат, дека не можеме или не знам што. Се друго, ова што сега го правиме, еве ние се трудиме да го едуцираме народот, да разберат родителите што всушност се крие позади родовата сензитивност, или не знам од септември ако се одлучиме на бойкот, доколку не се усвојат нашите барања да не се наметнуваат овие содржини, тоа е се привремено. Тоа е се краткорочно. Прашање и воопшто дали нешто ќе постигнеме. Во Законот за основно образование има еден дел каде што вели училиштето е должно да промовира родова еднаквост. Луѓе, дали училиштето пропагандна установа или е воспитно-образовна установа? Како тоа училиштето промовира родова еднаквост? А многу е интересно и следново. Во многу документи променети последниве години, воведен е поимот род, воведен е поимот родов идентитет, меѓутоа, во ниту еден закон, а навистина истраживме, не најдовме дефиниција што е тоа родов идентитет. Значи, единствено место каде што има дефиниција што е тоа родов идентитет е објаснувачкиот извештај кон Истанбулската конвенција, кој воопшто не е преведен ниту на македонски. Во ниту еден закон не е имплементирано, нема дефиниција за родов идентитет. Помеѓу 24 и 31 мај се одржа Светското здравствено собрание, на кое што се дискутираше за една иста таква конвенција, слична како Истанбулската, за заштита на жената и децата, овој пат, од насилство. Има еден спорен параграф во неа, на кој што Јапонија реагираше. Прва Русија реагираше, меѓутоа Русија бараше да се исфрли сексуалното образование од тој параграф. Меѓутоа Монако и Јапонија побара скроз да се избрише тој параграф, целиот параграф. И добија поддршка од многу земји членки. За жал, Република Македонија гласаше дека треба да се усвои конвенцијата во целост, таква каква што е. Меѓутоа, еве за наша среќа, тој параграф се исфрли. Што тоа значи за нас? Ние тоа го толкуваме, меѓутоа, еве, властите нели си тераат по свое. Ние го толкуваме тоа дека да, родова сензитивност државата, било која држава, треба да најде начин како да се усклади со неа, како да ја промовира, како да ги заштити правата на одредени заедници, меѓутоа не и во образованието, бидејќи тој параграф беше конкретен за образованието. И тоа е навистина еден голем успех што се случи на меѓународно ниво. Ние тоа веднаш го објавивме и го анализиравме, образложивме, нели, дека тоа всушност значи дека овие содржини треба да се тргнат од образованието, меѓутоа еве, нели, како што кажа, властите си тераат по свое. Многу е интересно што сега од септември, бидејќи предлог законот за учебници и наставни помагала во основното и средното образование го повлекоа, значи предлог закон, ова е второ негово повлекување. Тој закон го повлекоа, меѓутоа министерката најави дека наставниците ќе си прават сценарија. Значи нема веќе да прават наставни програми, туку ќе имаат свој сценарија. Значи сега што се случува? Немаме нови учебници по нова наставна програма за прво и четврто. Тоа е концептот, па до година второ и пето и така натаму. Немаме нови учебници, меѓутоа, таа вели не, нема да се учи по старите учебници, ќе се учи по новата концепција, иако нема учебници, вие ќе си правите некакви сценарија од каде, што, како ќе се учи. Таа е решена дека од септември ќе мора да се продолжи со концептот.
Мене навистина не ми е јасно како тоа ќе функционира. Но што ќе личи училиштето и образованието од септември? Драги мои, зашто го правиме ова? Па за нашите деца нормално. Мораме да ги спасиме од трансродовата идеологија. Знам што зборувам. Ова значи промовирање на трансродовата идеологија во образованието. Ништо друго. Тоа го кажуваат и стручни организации како International Family Watch, кои што имаат детектирано 12 спорни точки на овој параграф 10, кој што претходно го споменав, меѓу кои едното од нив е дека фактички со ова се сака да се воведат трансродови идеологии. Зарем треба да го дозволиме тоа? Зарем треба да дозволиме да се индоктринираат нашите деца, да ги збунуваме од најмали нозе? Дали е момче, дали е девојче? Па доктор Гросман исто така кажа дека полот е одреден уште во утробата на мајката, во првите недели се формираат половите репродуктивни органи. Дека момчето секогаш ќе биде момче, девојчето секогаш ќе биде женско. Што и да правите со какви тестостерони или естрогени понатаму да ги полните, секој пат ќе останат тие карактеристики. Машкиот мозок и женскиот мозок не се исти и така натаму. Не знам како можеме да одиме против природата. Природата не создала, природата го одредува полот. Да, има хермафродити, 2 на 10.000 случаи. Сега ги нарекуваат интерсекс. Дали е тоа доволна причина за да општо ја прифатиме оваа идеологија и да ги индоктринираме нашите деца? Јас велам не. И мора се да направиме, да се здружиме заедно од септември, да не дозволиме да се воведе ова образование.